Почитувани слушатели на Македонското радио Македонски глас, добро утро, добар ден. Се надеваме дека во следниот час ќе успееме да го задржиме вашето внимание со нашиот музички избор. Оваа емисија е под покровителство на нашата Македонска православна црква Раѓање на Пресвета Богородица. Денеска ќе започнеме со излагањето на нашиот отец Драган Јорданов. Во името на Отецот, Синот и Светиот Дух, амин. Во името на свештенството при Македонската православна црква Раѓање на Пресвета Богородица, до сите почитувани слушатели на Македонското радио Македонски глас, верници на Македонската православна црква, добро утро и добро се најдовме. Нека ни е за многу години денешниот ден. Драги браќа и сестри, ете во понеделник ќе го празнуваме големиот празник Крстовден или воздвижение на светиот и животворен крст. По оваа прилика сакам да искористам да позборуваме малку за големината и значењето на овој голем празник. Во понеделник, како што реков, милиони православни христијани ќе пристапат да се поклонат на честниот крст, покајнички да го целивеат и да ја запеат духовната песна, која што ја пееме на светата богослужба, која вели: на Твојот крст се поклонуваме, Владико. Затоа што ние славиме на тој ден, спразнуваме еден двоен празник. Во понеделник ќе празнуваме денот на кога мајката на боговечниот цар Константин, Света Елена, по Божја промисла го пронајде светиот крст на Голгота, а исто така на тој ден, неколку векови по овој настан, светиот крст беше вратен од Персија во Ерусалим, што исто така е значаен датум за христијанската историја. Токму затоа, ете во понеделник ќе ги славиме овие два празници или овие две збигнувања, барем за момент во нашите мисли да можеме тогаш да се префрлиме во Ерусалим на Голгота, за да можеме со своите очи да видиме, да се подсетиме и со срцето да почувствуваме се што се случувало токму на крстот, со крстот и на крстот. Откако завршила страшната слика и грозоморната представа која се случувала на Голгота, кога во тогашното царство на мракот на човечкиот дух се слушале извиците "Растни го, растни го", дури тогаш совеста на убиците се разбудила. Евангелието ни сведочи дека по Христовата смрт безумниот Јуда се обесил, Пилат ги измил раците, а непокајните злосторници по погребот на Христовото тело, немајки чиста совест, ниту крстот не го оставиле на светлината од сонцето, туку го закопале во земја, за да не му се знае трагата, зашто крстот им ги раснуваше и душата и совеста. Но кога со своето воскресение Христос ја објави победата над животот над смртта, на светлината над мракот, тогаш пред судот на вечната Божја правда не можеше според грешната човечка желба вечно да остане во земја сокриен ниту овој верен и нем сведок на најголемото човечко злосторство кое се изврши над идеалниот праведник, нашиот Бог и Спасител Исус Христос. На голема утеха за сите, на радост и спасение на човечкиот род, Божиот прст ја упатил светата царица Елена на местото каде што Христовиот крст беше закопан. Пронајдениот крст патриархот го подигнал, покажувајќи го на сите страни, а околу крстот се собрале многу народ, но не истите оние кои повторно ја барале крвта на невиниот, туку луѓе чии лица се осветлиле, чии души се утешиле и чии срца се развеселиле. Во секој од нив имало желба со раката да ја допре светоста на крстот и секој би сакал, целивајќи го честниот крст, да ја освети својата уста
Секој е подготвен поток од солзи да излее, за да може да ја измие Христовата крст од крстот, а со тоа да ги измие и своите гревови. Тајната на Христовиот крст длабоко е врежана во човечкото битие, во човечкиот живот и во човечката природа. Преку тајната на крстот Бог слегува во овој свет. Преку честниот крст Бог ја открива својата голема и вечна љубов, зашто нема поголема љубов од онаа кога некој својот живот го полага за својот ближен. И само оној кој го поднесува крстот знае што е и каква е таа вистинска љубов. Нашиот Бог и Спасител Господ Исус Христос го понесе крстот на Голгота, беше распнат и беше заклан како јагне за животот на светот. Лично се подари себе си за своите ближни, за својот народ и за својот свет без никаков остаток. Не оставајќи ништо за себе, се им подари на другите. И токму во тоа се состои и тајната на неговиот чесен крст. Христос слезе по вертикална линија на земјата, за хоризонталната линија на нашиот живот да ја издигне кон небото, да не носи крстот, да се носи крстот, тоа е христијанскиот повик. Ние се гордееме само со честниот крст, со овој крст и со она Христово распетие кое е соблазна за евреите, зашто тие не можат да сватат дека величествениот Бог може да биде толку смирен, да слезе во длабочините на пеколот и да ја прими врз себе целата човечка беда од овој свет. Евреите не можеле и не можат таквиот Бог да го примат и прифатат. За елините пак, крстот исто така представува безумство, бидејќи нивното верување во лажните богови не им дозволува така да го сватат Бога како понижен и распнат, но верен на Отецот до раснување и до смрт, и тоа смрт на крст. Драги браќи и сестри, и денес многумина од нас не можат да ја сватат оваа голема и света тајна. Само оние кои се просветлени од светиот крст знаат во што се состои тајната на честниот крст. Тие не се срамат од него и примајки го преку своето крштение го носат на своите гради и го врежуваат во своите срца, носејки го на таков начин и Христовиот свет крст. Да се носи крстот значи да се откажеме од своите заблуди, од своите лаги, измами и страсти. Да се носи крстот значи да бидеме подготвени за жртва за Божјото име и Божјата правда, жртва за љубовта и за своите ближни. Тоа не е така лесно и не е така едноставно, но тоа е достојно за нас луѓето, бидејќи токму за тоа Бог не створил. Нека Господ нашиот Бог на сите нас ни дарува сили да можеме да го пречекаме и со радост да го прославиме овој голем празник, крстов ден, воздвижение на честниот крст, каде што сите заедно ќе му се поклониме на крстот и ќе му пееме и ќе се радуваме и преку крстот ќе се надеваме за наше телесно здравие и духовно спасение. Оваа прилика, драги браќа и сестри, сакам да ја искористам и да ве поканам сите вас утре на Света Божествена литургија со почеток во 10:30 часот, а како што реков ќе имаме и Света Божествена литургија во понеделник со почеток исто така во 10:30 часот, каде што сите заедно ќе застанеме пред крстот и ќе му се помолиме на нашиот Бог и Спасител за наше телесно здравие и духовно спасение, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Morimo me Magde, izgoreb za tebe. Morimo me Magde, izgoreb za tebe.
Zavrti se, mila Magde, aj zaljubi me. Se zaradi tebe, Magde, izgubi bi cel vek. Rusa kosa imaš, sveti kako flori. Rusa kosa imaš, sveti kako flori. Zavrti se, mila Magde, aj zaljubi me. Se zaradi tebe, Magde, izgubi bi cel vek. Crni oči imaš, daj mi gi na mene. Crni oči imaš, daj mi gi na mene. Zavrti se, mila Magde, aj zaljubi me. Se zaradi tebe, Magde, izgubi bi cel vek. Рамна snaga imaš, kako mrena riba. Рамна snaga imaš, kako mrena riba. Zavrti se, mila Magde, aj zaljubi me. Se zaradi tebe, Magde, izgubi bi cel vek. Zavrti se, mila Magde, aj zaljubi me. Se zaradi tebe, Magde, izgubi bi cel vek. Sonce od tvojte rusi kosi. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасечко печење на паун. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат.
gotovo ne se vrati, me odvele mogu mlad od moj odroden grad, me odvele mogu mlad od moj odroden grad. Ej, Tetovo, Tetovo, mi izgori srcevo, zašara ista da beli, što od vas me razdeli. Ej, Tetovo, Tetovo, mi izgori srcevo, zašara ista da beli, što od vas me razdeli. Dal povtorno ke te vidam i so tebe jaz da vidam, vo spomeni da se vratam i za tebe da me patam, vo spomeni da se vratam i za tebe da me patam. Ej, Tetovo, Tetovo, mi izgori srcevo, zašara ista da beli, što od vas me razdeli. Ej, Tetovo, Tetovo, mi izgori srcevo, zašara ista da beli, što od vas me razdeli. Zašara ista da beli, što od vas me razdeli. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Žirovnica, pusta ostana, zar za mene devojka ne mala, zar za mene
е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши нарачки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Maxis Meats, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15 милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан.
Жртвата на Буџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од 1 век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните 2 локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Ке се вратам пак во градите едра, распнувам запад, огнови високи, сам ке изодам, ако сгрешам нека изгора. Neka
izgoram. Dušava
majko Bukar, radika se reka, ovdje svadba i se vesela. Svadba je golema, se žena, Jana je ljubava, moma jas, zema jas, kapan silno neka udizuli neka vijat, najokiten vardak majko site da se naprijat, kapan silno neka udizuli neka vijat, najokiten vardak majko site da se naprijat. Majko, kapani se slušat, ja na
čašija da gleda, otpusti me raka, ponese veka i celo Skopje čašija da eči, somera pesna duša da si leči i celo Skopje čašija da gleda, otpusti me raka, ponese veka. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Van Dyke во Shelby Township. Има ли песна пеяна? Јас да ја пејам за za
Imane suzi Ja sada pijan za ja sada pijan za ostane taka golema ljubovna duboko vgradi skrijena duboko vgradi skrijena. Da si živ i zdrav 200 godina.